Sila nebesna sleze ozdora, Devica zlačna vo utrobata. Emanuel, so nas se Bog, Sin mi se dade spasitelom. Našite oči se otvoreni, Bože, sada te gleda tebe. Našite uši se otvoreni, Hriste, sada te sluša tebe. Našite usni se otvoreni, Oče, sada zbog. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mil Isuse, tvoj žezol spokoj mi dava, živa voda vo utrobata. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mil Isuse, tvoj žezol spokoj mi dava, živa voda vo utrobata. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, Tatko moj, Oče, ti što sozdade se i mene me sozdade, ti što si ljubov, ti što si milostiv, mnogo milostiv, dolgo trpeliv, ti što večno ne se lutiš, ti što ne ljubiš site, go dade svoj возлюбен sin, толку не возлюби, единороден sin Исус да дојде на земјата, да ни го покаже патот на љубовта. Да ни го покаже патот на љубовта. Ете, тоа е целата суштина, како да зачекориме, да се придвижиме во тој пат, по тој пат, заедно со Исус во единство, во соединување, значи да живееме заедно сплотени. Затоа е дадена таа слика мажот и жената. Исус е младоженецот, ние сме невестата. Тоа значи, кога го љубиш, некој му се предаваш. Во телесно ниво, например, телесната страст доминира, е поважна. Во одреден момент, без Исус пота луѓето затоа се разведуваат, бидејќи не можат да се допрат духовно. Но како што наближуваше времето, одиме Дела 7, читаме натаму, за исполнување на ветувањето во кое Бог му се заколна на Авраам. Во Египет се зголемуваше и се намножуваше бројот на луѓето на израелците, тие се во робство во Египет, во светот, се додека во Египет не дојде друг цар кој не го познаваше Јосиф. Јосиф изгонет од браќата, доаѓа во Египет, потоа ги повлекува, нели? Тој лукаво постапи со нашиот народ, новиот цар Фараон ги мачеше татковците наши, присилувајќи ги своите новороденчиња да ги оставаат за да не останат живи. Видете, контрола на раѓањето е денеска тоа што се случува со Содома и Гомора, со мешани бракови, со истополови бракови, со педофилија, со блудство, секаков вид, сам да си го промениш полот, да те збунат, да не знаеш кој си и што си, спротивставување на Бог. Во тоа време се роди Моисеј, кој му беше на Бога мил. Мил на Бога, 3 месеци беше хранет во куќата на својот татко, потоа го остава, мора да го остави, а кога беше оставен, и тоа е интересна приказна, него го прибра фараоновата ќерка, бидејќи немаше деца, и го одгледа како свој син. Ја научи Мојсеј целата мудрост египетска и беше силен во зборови и во дела. Овој принцип е важен, значи не само христијанин силен во зборови и во дела. Значи дела на љубовта, да го живееш Исус и љубовта. Тие говорат, а не извршуваат, тоа е квасот фарисејски. Тие зборуваат, ги проучуваат писмата. Квасот фарисејски возгордеани, но не доаѓаат кај мене, вели Исус. Целата суштина е како да дојдеш кај него. Значи на 50-ница апостолите беа собрани на едно место, 50 дена
некогаш 50 години се потребни. Те чекал семокниот татко преку Исуса Христа. 50 години, 50 дена, собрани на едно место. Каде треба да бидете собрани? Па пред Исус. Додека не се собереш пред Исус Духот и тие се исполнија со Дух. А кога навршуваше 40 години, значи силен на зборови на дела, нему му дојде на ум во Духот да ги посети браќата своји синовите Израелеви, да им се објави. И кога виде дека еден израелец беше навредуван од египјанин, го заштити одмаздувајќи се за измачувањето, го убија египјанецот, бидејќи имаше царска власт. Тоа е друго време. А на другиот ден, кога израелците се степаа, тој дојде кај нив, ги советуваше да се смират, велејќи: луѓе, еј, неразбрани галатјани, вие сте браќа, сите сме деца на небесниот татко, зошто се навредувате меѓу себе? Јас сега денеска прашувам на вистина на Македонскиот полуостров, состојбата со Македонија, грците кои се православни, бугарите кои се православни. Зошто ги навредувате македонците, зошто ги понижувате? Наместо да се покаете дека сте вршеле етничко чистење, сте зазеле Егејска и Пиринска Македонија. Хајде, например, албанците се друга вера, па можеш да ги оправдаш, верска војна. Од таа вера уча дека треба да се заземат територии, иако и таму има допрени луѓе во срцата, во еден дух. И сега, луѓе браќа, зошто се навредувате? И тој се вели: нема македонци, охи македонци, няма македонци. Овие другите гласаат дека нема македонци. А ти не си довластен, ти гласај за себе си, ти откажи се од сопствениот себе. Например, албанци, дајде откажете се вие. Но оној што го навредуваше својот ближен, го одби Мојсей и му рече: кој си ти? Кој те постави да бидеш началник и судија над нас? И луѓето сака да се своеглави, не сака да слуша ништо. Или пак сакаш и мене да ме убиеш како што вчера го уби египјанецот. Суди и на лоши помисли. Кога не разбираш телесно, гледаш што прават другите и ги осудуваш. Гредата во своето око не ја чувствуваш, а раската во окото на братот ја гледаш. Или пак сакаш и мене да ме убиеш како што го уби египјанецот. Видете каква навреда. Од тие зборови Мојсей побегна. Често и мене ми доаѓа да побегна од некој, но чекам водство. Сега имавме една сестра, имаше доста проблеми, сме се морале доста време. Озборува, хули, 2 пати, 3 пати, 3 сведоци. Зошто Бог е ваков? Сакам сега, зошто не иќам таму, сакам ова гурн. Да не ви исцели Бог, доктори исцелуваат. Веќе сме го поминале тоа, не сака да се промени, се држи за своето. И затоа не се менува состојбата. Може да оди во илјадници цркви. Треба да се собере на едно место. Само тогаш Духот ќе слезе и ќе ја исцели. И ќе може да разбере што пишува во Светото писмо. Тоа место е пред Исус. Пред Исус не си застанат. Од тие зборови Мојсей побегне и се насели како тугинец во Мидијанска, во земјата Мидијанска, каде што му се родија 2 сина. Поминаа 40 години или 50-ници. Му се јави ангел Господов во пустината на Синајската гора, во огнен пламен на една капина. Ја сега овде насадив капини. Пазете сега, Мојсей што он виде се зачуди на тоа видение, пазете сега пламенот што е распломтен дух, и кога се приближи да погледа внимателно, пристигне до него гласот Господов. Јас сум Бог на татковците твои, Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Јаковов. Мојсей се стресе и не смееше да погледне. И ние го имаме тоа распломтен дух дека златото се прочистува низ оган, дека секое дело ќе помине низ оган. Ти ќе поминеш низ оган, огнот на љубовта, огнено езеро, водна бања во Словото. А Господ му рече: собуј ги обувките од нозете. Зашто местото на кој стоише свето, во сето оружје Божјо во Ефесијаните, тој вели обувките на Евангелието на мирот. Тој треба да облече други обувки на Евангелието на мирот, но тогаш се уште Исус не беше дојден. Јас ги видов добро маките на мојот народ, што е во Египет, зборува семокниот го Бог. Го слушнав неговото воздивнување, па слегов да го избавам
Сега приди да те пратам во Египет. Ние те молиме, Господе Исусе Христе, да слезеш во Македонија, да ни помогнеш да ги изгониме овие лажли сребролюбци, македономрсци, да дојдат нормални луѓе, да поживееме мирен и тих живот, боголюбиви. Тој Мојсей кога го беа одбиле велејки, кој те поставил за началник и судија, него Бог преку ангелот кој му се јави во капината, го прати за началник и избавител. Сека, што си ти од црквата? Еј се зборувала таму хули некоја сестра. Јас сум сакал да бидам пастор. Треба мене некој да ме назначи од земна црква. Видете, јас сум слуга на Исус Христос. Сотрудник сум, работам за Царството Божјо. Исус назначува, не луѓе. Тој ќе ви назначи, како беше тоа, пророци. Еве, тука беше. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Те сакам, Исусе. Тој ги изведе правејќи чудеса и знаци во земјата египетска и во Црвеното море. Сотрудник во пустината во тек на 40 години. Морето го придвижи. И тие излегува, но не поверува, останаа во пустината. Мојсей кој му беше на Бога мил. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Луѓе, зошто се навредувате меѓу себе? Клучно прашање. Христијани, излегуваш од законот на љубовта. Му се јави во капината, го прати за началник и избавител. Старешина, началник, предводник. Но слуга на Исус Христос. Тој оној Мојсей што беше им рекол на синовите Израелеви, Господ Бог ваш, меѓу браќата ваши ќе ви издигне пророк како мене. Господ ќе ви издигне пророк. Тој издигнува. Послушајте го него. Зборува за Исус предвестија. Пазете, ова е Стефан, сведоштвото на Стефан во Синедрионот, после кое го каменуваат. Стефан исполнет со вера. Стефан. Сите што беа во Синедрионот ги вперија погледот во него и видоа како неговото лице беше како лице на ангел. Стефан сведочи во Синедрионот. И сега, тој е оној што ќе ви издигне пророк, тој издигнува, тој поставува. Тој е оној што на собирот во пустината на планината Синајска беше со ангелот на кој му зборуваше и со татковците наши, оној што ги прими живот од давните зборови што не ги предаде 10 Божји заповеди. Ковчегот на заветот, што го нарекуваат. И кому нашите татковци не сакаа да му се покорат. Ете, тоа е суштината. Не сакаш да се покориш на семокниот Бог. Не сакаш да признаеш дека не можеш самиот. Сакаш да бидеш своеглав, автокефален, сам да си водиш, да си ја тераш својата волја. Ние зборуваме за припадност, водство во Исус. Велејки му на Арон, направи ни богови што ќе одат пред нас. Зашто не знаеме што му стана на оној Мојсей. И кога ќе ти каже нешто, ќе те укори, ти бегаш назад, не сакаш да се промениш, имаме таква ситуација. Дојде ни се овде, ќе се опраат малку, и кога треба да исчекори кон Исус, да се остави себе си, се фаќа за себе си, се враќа назад во Египет, во пустината. И во оние дни ќе си направи златно теле и ќе се весели пред делото на своите раце и му се поклонува на златното теле. Собствена приказна. Бог се одрати од нив и ги стави да му служат на воинството небесно во овој препев, да слават сонцето, месецината, звездите, се и се што, како што е напишано во книгата на пророците, доме Израилев, ми принесовте ли вие заклани животни и жртви во текот на 40 години во пустината. Жртва принесува, тоа било подсетник да се подсети, дека некој треба да умре, за ти да живееш. 40 години заборавиле, се поклонувале на се и се што, мрмореа и изгинаа во пустината. Пазете вие да не изгинете во пустината, да мрморите, и секогаш кога имам некој што има состојба која мрмори, си живее со неа, си ја држи како играчка, мене ми е вака, мене ми е така, прекини, мене ми е вака. Видете, нашава заедница не е земна црква. Таа е, како да кажам, базна станица, духовна кота, духовен предел во оваа долина на сенка смртна, осветлена од љубовта Исусова,
во која вие ќе дојдете и по извесен период или ќе се претопите, или ќе се промените, ќе му дозволите на Исус да се насели во срцето, или ќе побегнете, бидејќи духот што е во вас не може да издржи. Имаме такви случаи. Дојде еден као проповедник со надпис на една голема земја што ја тормози Македонија преку океанот. Почна да се тресе. Се тресеше од духот. Но кога дојде, почнаа заедницата да го благословува, тој се спушти и потоа јас го изгонев. Видете, му го ослободија, го прифатија и ќе влезе друг дух. Духот не може да издржи. И сега им вика, вие го прифативте шаторот на Молок, звездата на вашиот бог Ремфан, си прави своји богови, идоли што ги направивте вие за да им се поклонувате, и јас ќе ве преселам потаму од Вавилон. Значи Вавилон е блудство, значи поголемо блудство од се. И луѓето се поклонуваат на се и се што на датуми, историски настани луѓе, партиски земни луѓе, икони, фрески, авторитети, основачи на заедници, например. Дури, например, Мартин Лутер Кинг, Весли, сите тие други на кои тие се поклонуваат и ги споменуваат. Пазете, ние зборуваме за комплетно препуштање во Исус и да викаш, татко мој, ава оче, ако правиш идолопоклонство. Нашите татковци имаа во пустината скинија на собранието, собрание, како што беше заповедал оној кој му зборуваше на Мојсеј, да ја направи според образецот што го беше видел. Тие го слушаа гласот. Пред Мојсеј не може да го издржат тоа. Демоните што се во нив, духот на овој свет. Неа татковците наши ја примија и со Исус навин ја внесоа во земјата на незнабожците, што Бог ги отфрлаше од лицето на татковците наши. И тоа се случува се до времето на Давид. Соломон гради храм, после Давид прави греф, убива. Пазете, духот на овој свет, без дух не можеш. Потоа се раѓа Соломон, го гради храмот и таму е ковчегот на заветот, кој најде милост пред Бога, посака да му најде живеалиште на Бог Јаков. Соломон му изгради храм. Но пазете, Севишниот не живее во ракотворни храмови. И денеска тој им го објаснам, мораш да одиш во некоја црква. И тој не сака да се откаже, се наполнил со погрешни знаења. Не живее, тој каде живее? Па во твоето срце. Сакаш ли да живее во твоето срце или не сакаш? Да бидеш жив христијанин. Севишниот не живее во ракотворни храмови, како што вели пророкот. Небото е мој престол, земјата подножје на нозете мои. Каков дом ќе ми направите, вели Таткото Небесен. Кое е местото за мојата почивка? Кога го обвинуваат Исус дека во сабота работи, тој им одговара во еден добар препев, не знам дали во ова или во плавата. Мојот татко не сопира да работи, вели. И јас работам. Без разлика дали е сабота. Те сакам, Господи Исусе Христе, не го направили сето тоа мојата рака. Тврдоглави и необрезани по срцето и ушите. Вие секогаш му се противевте на Светиот Дух, како татковците ваши, така и вие. Тој е спротиставен на Духот да те промени, ти ќе побегнеш, бидејќи Духот на тој свет што е во тебе не може да издржи. Имаме разни сен. Ќе најдат било каква ситница и причина. Некогаш е тоа член на семејство кој те влече назад, во калта и во блуеницата, во пустината, во Египет. Некогаш е тоа некој гесто си му рекол зашто, дали да јадеме или да не јадеме. Некогаш е тоа мајка, например, те влече назад да пиеш апчиња. Некогаш е тоа ти сакаш да си бидеш православен. Тоа значи да си ги тераш старите обредни форми, без никаква обврска, палиш свеќи, пратиш обреди и живеј си како што сакаш. Никој не те контролира и укорува. Ете тоа е или научен на други обреди, исплашен. Не можеш без духот да го разбереш ова, бидејќи ова е дух и живот. Дух и живот. Без тоа немаш дух, немаш живот. Ти си мртов, кој ги погребува своите мртовци. Тврдоглави необрезани по срцето и по ушите. Не слуша. Вие секогаш му се противевте на Светиот Дух, како татковците ваши. Сите пророци ги убивте. Кого од пророците не го гонеа вашите татковци? Да покажува голем степен на непослушно. 14 генерации по 3. Тие ги убија оние што го предвестија доаѓањето на праведникот. На Исуса, чии предавници убийци станавте сега и вие.
Вие што го примливте законот преку ангелите, а не го одржавте бидејќи немате сила. Потоа Господ му рече, одиме со оваа поука што е слезена по дух. Господ му рече, таткото, собуи ги сандалите на Мојсеј, зашто стоиш на свето место. Битен момент, дали јас стојам на свето место? Дела 7.33, стоиш на свето место. Не седам, не сум пуштил корен, стојам. Каде? Тихом, еве сум Господе Исусе Христе, кај ме најде денес? Или кај ме најде денес? Стоиш на свето место, каде? Каде стоиш, кога? Дали стоиш или паѓаш, дали бегаш? Дали стоиш во Исус Христос, што и да доаѓа? Во Него, во Исус собрани на едно место. Што значи да се стои? Да се обстои во силата Исусова, во вера во Исус Христос ќе најде ли вера на земјата? Господи Исусе Христе, потребна ми е Твојата мера. На друго место вера, на друго место се вели, тој самиот себе, цитат, ќе се возвишува. Тој човек што не слуша, ќе се представува на се, ќе се протиставува на се што е Божјо и свето. Дури ќе се осмели да седне на Божјиот храм, значи зграда, душа, и да тврди дека тој е Бог. 2 Солуњаните 2.4. Зошто тој Господ мене ми направи вака? Јас сакам сега да се исцелам. Ете, ти си седнал, ти си Бог, ти знаеш, па не ти треба Господ. Исцели се ако можеш. По друг препев се вели, човекот на греот, погибелта и уништувањето. Тоа си ти без Исус, без дух, кој си мртов. Си тераш своje главо, кој се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог, над духот или светост, за да седне како Бог во Божиот храм. Седнал, ти си седнал во својата душа на тронот, ти командуваш, представувајќи се себе самиот како Бог. 2 Солуњаните 2.3.4. Тебе не ти треба Бог, ти самиот, својата волја, своите желби. Ти знаеш што е најдобро, јадеш од дрвото на познанието. Ти си вавилонец, сакаш да се искачиш највисоко. Ти си сатаната лично. Сакаш да бидеш над Господ, не ти треба. Сам себе се возвишува, сам си се возвишува. Обожува. Тој делопоклонство кон себе, кон старата природа, тоа е сатанска природа на луѓе кои мислат дека се во Исус. Луѓе кои мислат дека се во Исус, а си тераат по старо. Човек на гревот може да биде секој христијанин. Секој. А ти си тоа без Исус. Имам сретнато многу. Тие се во потреба, немаат љубов, а исцелуваат, други се представуваат. Не сте застанати на свето место пред Исус. Апостолите се собрани на едно место, беа собрани. Пазете, и тогаш слегува духот. После 50 дена, колку време ти треба да дојдеш да созреш? Имаме сестра сега, 2 години беше во групата само на Вибер и одеднаш не прими дома и веднаш има подобрување. Претходно сигурно се молевме година-2. Видете колку време требаше. Но ние не изгонивме, не рековме зошто, како. Иако има некој, ама зошто не иде, како не иде, кога не иде, видите? Оставете ги децата да доаѓаат кај мене. Не стојат на свето место, не стојат исправено пред искушенијата во Исус. Човек на погибел и уништување си тераш по своето. Тоа е секој од нас кој седи во Божиот храм, заседнал во себе праведност, себе спасение, еднаш за секогаш спасен, се себе обожува, а јаде крка, се прејадува од дрвото на познанието. Знае што е добро и зло. Адаме, кај си бе, другар бе, стана како еден од нас. 1 Мојсеева 3.22. И не можеш да влезеш, изгонен си од рајот, сам себе си е Бог. Автокефален е, тврди дека е Бог. Го знае Бог, спасен, крстен, праведен, го знае Исус и тера по своја волја. Заседнал во себе, се зацарил во себе и не попушта. Се додека не ја изгубиш силата и не почнеш да овкаш, не се менува. Вие сте храм на Светиот Дух. Видовме дека не живее во ракотворни храмови. Храм треба да бидеш на Светиот Дух. Исус да живее во Духот во тебе. Друго е да останеш, да застанеш, да стоиш во Исус. Да стоиш, не да седиш на свето место.
свето место да стоиш и да застанеш пред Исус, да ги собиеш твоите стари кондори, да ги облечеш обувките на Евангелието на мирот, да го движиш мирот, да го одиш Евангелието, ти да го живееш. Еве уште стихови, вие сте тврдоглав народ, ги нарекува пагани длабоко во себе, глуви за вистината, зборува за израелците. И вие и вашите предци постојано му се противевте на Светиот Дух. Имаше тоа претходно Дела 7:51. Спротиставен на Светиот Дух, не му дозволуваш да те промени, ќе побегнеш. Или ќе се промениш, ќе се претопиш во љубовта, или ќе побегнеш. Затоа некои други доаѓаат извесен период и се враќа во светот. Самиот го избираш поразот, ние нема да те врземе, да те тепаме. Архангел Михаел не го истепа сатанат, иако го победи, го фрли на земјата, му вели кога се расправаа за телото на Мојсей. Пазете за телото на Мојсей, кој е тоа тело? Па вие црквата. Исус да те укори. Тоа покажува дека имаш слободна волја. За вас се расправаше. Во друг препев се нарекува тврдоглави необрезани по срцето и ушите, физички обрезани, 7:51, буквално сватено. И денеска се обрезуваат и се тепаат. Исак и Исмаел, не сакаш да слушаш поуки во духот. Тие се браќа. Затоа тој им вели. Зошто се навредувате? Сите сме деца на небесниот татко. Но тие велат, нема македонци, овој сака да ти ја земе. Овој гласа дека нема македонци, ти си, например, ти си албанец и гласаш дека нема македонци. Па немаш право на тоа, синко. Ајде ние да ти изгласаме тебе, да ти избркаме, па да видиш како е. Па ќе го добиеш сигурно тоа. Не сакаш да слушаш поуки во духот. Необрезани по срцето и ушите, 7:51. Си се натоварил со стихови во срцето и умот. Од Светото писмо, ако проучувате Словото, мислите ќе ви даде живот вечен, но не доаѓате кај мене. Исус, кај него треба да дојдеш, да стоиш на свето место. Значи си се натоварил со стихови како кубици исечени дрвја, кои не може да дадат плод бидејќи се исечени. Мртви исечени цитати, слово кое убива без дух и е мртво, и ти ќе бидеш мртов. Еден ми вика, дали со читање на Библијата се спасуваш? Па не. Само ако застанеш на свето место, ги собуеш старите сандали, ги облечеш сандалите, обувките на Евангелието на мирот, да се облечеш во Исус. Мртви исечени цитати, слово кое убива без дух и е мртво. Мртви слова, души, заедници, обреди. А ти, каде си, синко, прашај се, дали стоиш на свето место во капината, во духот, кој не согорува, или седиш во себе, си заседнал, си пуштил корен на својот трон, своето тело, себе доволен, како собственик и Бог во себе си. Ти треба да ја промениш собственоста, да му се предадеш во Исус. Исусовото е сосема спротивно, да станеш, да застанеш, да се предадеш, оставиш себе си, да се препуштиш, да не се противиш на Духот Свети, да те укорува и менува преку некој учи, да те учи, води, кастри, калеми, обликува. Тоа е неговата волја, не твојата. А ти мислеше по-старо, јас мислам вака. Па мисли, синко. Мислиш дека ќе биде ова, не бидува. Мислиш дека ова мислите не се точни. Стани и оди по Исус. Со водство во духот. Собуи ги старите сандали. Стоиш на свето место или стоиш во оваа долина на сенка смртта, во калта, во плоеницата. Обуи ги обувките на Евангелието Исусово. И ти си тогаш тој храм, тоа свето место, во него, во себе, во заедништво во духот. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Кој те поставил тебе да бидеш началник? Исус. Луѓе, вие сте браќа, зошто се навредувате меѓу себе? Во Армакедонскава земја, каде се случува Армакедонската битка и армакедонските слави за второто Христово пришествие, се што е од Исус нека остане. Се што не е од Исус, марш во името на Господ Исус Христос. Не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце, во твоето срце, во Македонскава земја и насекаде.
Бегај од Македонија, сатано гнасен пустошнику во името на Господ Исус Христос. Амин. Пред мене, зад мене, околу мене, во мене, во срцево, во душево, во длабокото, во широкото, на секаде, во сите димензии. Исус живее во моето срце. За секогаш Исус. На секаде Исус. Во секого Исус. Во секое срце Исус. Во Македонија Исус. И на секаде во Македонскиот полуостров. И целата земја. Амин. Сила небесна слезе оздора, девица зачна во утробата. Емануел со нас е